добро вечер, добро дојавте. Некаде во 1999 година еден пријател ме повика на промоција на неговиот вестник F1 или Формула 1. И тогаш пред еден куп етаблирани новинари кои ме гледа, кој е овој, сега почнев да им држам предавање дека трките и фанатизмот по трките не е ништо ново. Дека уште од стар Рим публиката со толку фанатизам ги следела, живеела, ги давале сите своји пари за тие трки, набивале за црвените, за сините, за зелените, тогаш така имало немало некои посебни имиња, и дека највеличествена умирачка можела да биде, тоа е да се фрлиш, да те прегазат тркалата и коњите на трката. Бен Хур, ако сте го гледале, ќе ви е јасно. Денеска тема Формула 1. Начално. Затоа гостин Александар Табаковски Табак. Добро вечер. Long time no see. Добро вечер. Вистина, мислам дека онака следејќи го твојот проект низ медиумите, отприлика таков и ми е просекот. Кога ќе смениш телевизиска куќа, обично на толку време се гледаме. Така ли беше? Отприлика се. Баш ми е мил, баш ми е мил. Тие години започна ти еден проект во вистинско време, вистински момент, бевме на така во една позитива и во спорт, и во преноси на спорт. Тогаш македонската публика сериозно доби веќе шанси да следи Формула 1, што нели пред осамостојувањето беше нешто мисловна именка и нели дојдоа лигите, дојде англиска лига, германска и повеќе шпанска лига, италијанска лига, стана по-богато за спортот и секако беше големо изненадување за мене кога ме покани да соработувам, да бидејќи ја нешто прилично слабо ја следев повеќе аматерски онака од забава Формула 1, дека воопшто има и толку интерес и испадна дека си во право. Првите години беа фантастични за Формула 1. Тој период беше навистина добар за Формула 1, бидејќи онака имаше публика и тоа баги, сакам да кажам, во голем број, кој што се собираше, гравитираше на едно место да гледаат преноси од трките како што тоа се гледа нели од другите спортови. Значи, своевремено некои кафичи како СПА, спорт кафе, значи во 4 саатот наутро да не можеш да најдеш празно столче нели за гледање. Што збориш? Тоа беше вистината, тоа беше тој ентузијазам. Значи, одлично се сеќаваш. Да, кабелски немаше да, многу. Немаше кабелски. Да, и онака. И баш беше онака време кога имаше интерес за Формула, имаше страшни дуели на патеката. Значи, во тоа време првпат се појави конкуренција за Шумахер, затоа што предходно по смртта на Сена Формула имаше еден голем пад во огледаноста, затоа што ја изгуби својата звезда. Шумахер дојде. Тој кога ги освои двете титули, де факто немаше друг возач со шампионска титула на патеката. И тоа беше 94-95 и тогаш почна полека да се создава конкуренција. 96-та зема Хил титула, 97-ма Вилнев, 98-ма Хакинен и веќе 99-та овој период што го разговараме ние еруптираше интересот затоа што веќе имаше табори. Тоа е значи како сега да зборуваме нели ние за некоја супер лига во фудбал, а да има навивачи само на еден тим. Тоа не би можело. Вака имаше навивачи и на Шумахер, и на Хакинен, и на Вилнев, и на Хил. И тој период 99-2000 навистина беше едно златно време за Формула, барам во македонски услови, иако не би се либел, нели не би се ограничувал, би рекол дека тогаш многу подобро им одеше и на светско ниво, бидејќи не беше таа криза што денеска сите ја зборуваат, па дури и во Формула 1, бидејќи тогаш имаше се уште тутунски компании кои што се рекламираа преку Формула 1 и кои што не прашуваа. Од 2005 веќе ги нема. Јас се сеќавам, јасно ми е како ден, прво таа поделеност, тоа беше партизани и германци, не баре, од една страна Мекларен, од друга страна Ферари, нели, кои за Кими, јас секојаш за Финецот, па смртни закани добивав од овие црвениве Ферарџиеве и така натаму, контра Шумахер, онака беше интересно сето тоа. Интересно што
како беше и третирано од некои компании тоа кај нас. Например, донесоа неколку формули. Кими дојде во Скопје. Тоа беше Мика Хакинен дојде во Скопје. Тоа беше спектакуларно. Ја бев него фан, ама не можев да се бутам таму во сето тоа. Знам, ти ми подари еден рачен часовник кој ми се распадна буквално на мене. Бев навистина горд, но и тогашната тобако индустрија, тогашниот тутунски комбинат, не знам кој беше тогаш, Вест цигарите, па во нивните магазини, кога за веренички одевме во ниедно време да ги видиме, па пробував да влезам, ама вака габарита не можеш да влезеш никак. Важно се сликав со една нога во кокпитот. Малборо па не сапеше многу Македонија, Ферари не ги интересираше, не направија никаква промоција, но затоа Мекларен и Вест направија сериозен и онака поттикна многу публика и многу интерес, едноставно тоа беше. Тутунските компании си го работеа маркетингот на повеќе нивоа и не би било коректно можеби сега и да изнесувам некои податоци, бидејќи бев и од таа страна, сепак нели некои тајни треба да останат тајни доверливи. А така ли? Што било во Вегас, останува во Вегас. Деловни тајни, нели зборам. Што било у Тутунски, останува во Тутунски. Има сериозна поддршка на F1 програмата. И Малборо и Вест, барем во Македонија. Ротманс многу кратко, Блиц, меѓутоа од другите фирми не се сеќавам дали имаше некој. Можеби претходно во бивша Југославија, кога и ти сам спомна, само европските трки ги имаше на телевизија. Оние што се возеа надвор од Европа не ги емитуваа на тој заеднички ЈРТ канал, па најчесто се собиравме нели кај некој што е благословен во тоа време да има сателитска, дали РТЛ, дали некој Евроспорт, Скрин Спорт, што и да беше некој канал, за да ги гледаме нели тие некои трки во живо, каде што се рва великани како Менсел, Сена, Прост во тоа време. Меѓутоа сакам да кажам, да, ние имавме среќа поради тоа што Вест имаше фабрика во Скопје, да бидеме на нивната мапа за поизразени маркетинг активности. Значи, еве, ако ти кажам, јас ке сум отишол на трка, одев на 2 до 3 трки, се уште одам 2 до 3 трки годишно на формула. Значи, кога ќе влезеш во таборот на Мекларен, во моторхомот на Мекларен, само го бараш прес офицерот на Вест и буквално црвено тепихче се постила пред тебе. Македонија, нема проблем. Интервју со Кими, интервју со Мика одма. Значи, ова е реално стварно пиарот го правеа фантастично, тобако индустријите. Си замина Вест, Мекларен ги затвори портите за Македонија. Џабе. Значи, доаѓам кај пресофицерката денешна, што е Силвија Хофер, да се борам за интервју, не знам со кого беше, со Хамилтон, мислам, минатата година. И га извини, знаеш дека имаме земја на листи со приоритет. Ти си отприлика на 123-то место денеска. Така да... Ако умрат овие 120 пред тебе, можда трети ќе бидеш. Да, вика, ако сакаш да ти дадам MP3 снимка од некој претходно интервју, нешто. Шлам, окей, жената се обидува да се заврши својата работа, меѓутоа нема што и третман, нити се отвара. Вистината е таа, да. Што се случи во меѓувреме заради нашето здравје, нели? Дишеме ауспух, издувни гасови, ама цигари да не палиме. Тобако индустријата е тргната со, оние знам, лажни морални и здравствени вредности и така натаму. Дефинитивно е тргнаа од Формула 1. Еден мој близок роднина, кој што има своји колеги медицинско лице, па има своји колеги нели на судска медицина, ми кажа отприлика да ми телефон до него интересни муавети ќе се чујат. Еден интересен факт. Порано докторите на судска медицина можеле да прогнозираат со самото погледнување на белите дробови на одреден нели на одредено тело, дали е пушач или не е пушач. А денеска можат да восстановат дали е од Скопје или не е од Скопје. Ле, отров. Тоа е муаветот што стигна до мене, меѓутоа на некој начин тоа е тој црен хумор што ние го живееме на ваков или на онаков начин.
во ред Европска унија го донесе тој закон, ние го спроведовме Така. во исто време како и Европска унија, иако некои земји мислам дека се жилавеа со имплементацијата од типот на Шпанија, на пример, меѓу последните го уведе, не знам за други, меѓутоа кај нас прилично брзо го воведовме, веднаш со самото изгласување и прифаќање во Европска унија дека нема да има, кај нас нешто мислам дека преку закон за храна беше тоа донесен. Што дека нема да има? Дека нема да има реклами од табако индустријата, бидејќи збореше ти нели за моралните вредности, забраната на... Тоа е донесено уште во 80-ти години во бивша Не, Југославија. кај нас, рекламите за мене вака ми беше појаснето кога разговарав за рекламирање нели на тие табако производи А во збориш она рекламирање на во медиуми, да. Во медиуми немаше никогаш. Не, памтим. значи имаше во F1 алманах на времето, знам дека имаше, беше легално преку агенции си ги даваа огласите, значи се од 2005 Збориме на телевизии. На телевизии немаше. Цигари немаше на телевизии, немаше. Мислам дека си во право. 80-тите. Ама затоа беше формула интересна. Колите беа брендирани. Да, колите беа брендирани и така натаму. И тоа го забрани Европската унија. Браво, Така. одлично. Меѓутоа имаше интересни Важно ситуации ни каде што казната во Италија беше 1000 евра за такво, И па сите. тие си плаќаа на крај на трката. Одма. Фантастична работа. На крај на трката. Колкава казна, толков Да, важно ни дозволија генетски модификувана храна да кркаме, тоа нема проблем никако. Дволичен е светов дефинитивно, но да се навратиме на тоа, толку беше интересот голем, но воедно колку се зголемуваше интересот за најпопуларните спортови како што беа, а во тоа време дефинитивно беше фудбалот, кошарката, НБА лигата и беше Формула 1. И знам колку поддршка добив кога почнав да ги правам оние шегобини преноси, не ни беа преноси, тоа беа збир на добро друштво да јадат бурек во врска со некој надпревар. Ја и ти почнавме заедно уште со самите фудбалски надпревари, не се знаевме, ти уште кога ме чу на радио, рече ја доаѓам кај тебе и така и се запознавме. Да, 99-та према 2000-та ние се запознавме, јас нели те знаев само како лик од медиумите и слушајќи на радио. И од тоа слушање имав желба да бидеш ти тој што ќе го промовира вебсајтот, кој што мислам дека го лансиравме на 9 март 2000 година, ако се сеќавам Така ли добро, беше? да, во просториите на еден сайбер клуб Сајберија, кај германска амбасада, бивша. Да. Таму... И нема да ги заборавам фаците на твоите колеги дојдени од македонската етаблирани мастодонти на спортското новинарство вака. Еве што е кој да збори. Ми се допадна од тим брца со прст у ребра и секогаш ми се допаѓало тоа. И се сеќам големиот успех на преносите што ги имавме со Готра, со покојни Тихо и со уште еден куп луѓе кои заедно па Трендол, Логин беа, ти доаѓаш исто така на спортските овие коментирања на светско и европско првенство. Почнавме да правиме како? Джамбазов. Да, Игор со Бошко кучето негово, знаеш ли дека лани умре? Абе, човече, тоа години има поише од Киро Глигоров поживе. И знаеш што беше, тогаш идеше со Искра, ќе дојдат, Игор од една страна, Искра од друга страна, Игор ќе земеше една крпа, ќе врзеше на глава, климата му дувала, да глава го болела, а Бошко нервозен, цело време трчаше по онаа зелената маса. И едно време ние збориме, Игор Джамбазов навива за Југославија, ја знам дека он навива за Југославија, ја контра против Југославија, тогаш не Југославија. Игор се нервира ваму и таму и едно време засмрдува цело студио. Го гледам, Бошко ми се потпиша, вака, оно мало кученце, како се вика, Пинчур, ово лицко, вака, али купот беше дупло од него, вака, сочен госта и тоа се потпиша, има трајнен белек од него во 103-ка и ми вика, ова ти се врати, вика, да знаеш за тоа што каже. Во овој бизнис суетите на сите јавни фаци И тогаш почнавме со Формула 1, да. Јас и ти. За суетите кажеш.
Големи сакаш, се. Да, големи се. Сакам да кажам, ете, на некој начин можам да го цитирам тука и Ајртон Сена. Он исто така викаше, кога дојде во Формула 1, сакав со сите да бидам пријател. После видов дека едноставно тоа не е можно. Значи, ние мора да бидеме ривали и подобро да бидеме ривали. На тоа имаше една друга изрека од Еди Ирвайн, на кого му правев интервју во Белгија 98 и имаше интересна ситуација, дента на тренинзите излета Вилнев. И он има некоја чарка претходно 97-та кога Вилнев освојуваше титулата, ќе се срчка у гаража и ние го прашувавме за тие дуели со Вилнев, он вика, па на што би личала оваа формула ако ние сега идеме и као дај да пукне колку добро се учука ти денес, као леле супер си најбољи си. Као боле е као вака да бидеме непријатели, така да нас можеби како млади неискварени нели во тоа време ни било чудно доаѓаш во некој таков свет и некои повозрастни колеги очекуваш дека ќе ти помогнат, ќе те насочат, дека што дел од нив час и чест го направиле, меѓутоа дел од нив покажале голема суета и загрозеност едноставно дека некое ново рибче се појавило во аквариумот и да го изеда тоа. Покажуваат веднаш заби како пирана. Исто беше кога ги почнавме преносите за Формула 1, ги имавме 3-4, успеавме да направиме. Ти беше задолжен за стручниот дел, бидејќи навистина ако важи една пофалба за тебе, што можам да кажам, како ретко кој од спортските новинари, тој стручен дел го имаш добро покриено. Исто така тука можам слободно да го пофалам за големо познавање и Миленко Неделковски, кој исто така изворедно ја покриваше Формула 1. Значи, ја и ти во 103-ка, ја бев задолжен за сите оние мајтапи. Во тие мајтапи не штедевме никога. И ние укинаа после 3-4 неколку. Тоа беше 2001, ако не се лажем, што коинцидираше, јас нешто напуштив во МТВ на крајот на 2000-та година, откако 8 години, мислам, дека тогаш помина веќе како хонорарец, нели, без ден стаж во таа куќа и го почнав тој приватен проект со F1 сајтот и со F1 Алманах како магазин. Беше интересно да се биде во твое друштво во тие преноси, бидејќи ти ги работеше и фудбали, и формули, едно друго. Меѓутоа, ете, некој се најде повреден во тоа време, конкуренција или макар од радио, како да кажам. Повреден, тоа беа полудеа од суета на вредени. Мислам дека те забранија и со формулата, забранија потоа и со фудбалот. Ги забранија. Иако бевте де факто во иста куќа, радио со телевизија. Апсолутно, апсолутно. Тоа беше ништо освен... Јас бев гостин во твоја емисија де факто. Значи, преносите ги забрани тогаш и Стошич, па после ги забрануваше дури и на други радија кога идев. Тоа беше една лична омраза и суета и повредени и така натаму, иако ние правевме забава, па има и други, па се сеќам и Кока-кола ни дојде како спонзор, па да се јавува уредник на Вестник еден кој сега е згаснат, од оние вестници на Новелија, да се јавува Кока-кола и да вика како вие пуштате реклама, вика кај човек кој шири расизам. А тој човек сега денеска се поздравува со мене. Нема везе, мислам, за колку, за некој си 300 евра, ако сум им земал в реклама, полудеа за тоа. Така да, беше многу забавно и ти го имаш истиот проблем. Со години работеше во спортската редакција на МРТВ, каде што работите како да застанале уште од 85-та. Чат пат некој умре, некој преживеа, ама истиот филинг, истиот муабет, истите. Еве и денеска ми зборат, иако планирав да збориме за Формула 1, остана фактот дека и тебе ти беше предизвик, и мене ми беше поинтересно, бидејќи зошто ги правевме тие преноси, што ги правевме, не ги правевме за пари. Да, ние го правевме за ентузијазам, мислам. И самиот сајт f1almanach.mk не би функционирал денеска да беше, не знам, на комерцијална основа. Затоа што тоа беше започнато како еден проект на таква фан основа, нели, обожавателска, значи ти сакаш нешто да работиш. Јас за тоа станав и новинар, јас бев студент на економски факултет. Реков 300 евра, 300 марки. Давак. Друга е работата, бе.
Прво, ја не можев да ги слушам коментаторите на фудбал и на Формула 1. Беа такви здодевни, бавни, троми, како што се и ден денеска. Единствено што дојде у динамика да ги чита статистиките или да чита поезија, струшки вечери на поезијата. О, велелепните цветиња кои ги гледаме на трибините, кои се веат и нижат како рои, величествено и спектакуларно создаваат атмосфера која се слуша од овде до... И човече, викаш, или ја, или нешто... Како да слушаш преносот поминување на Тито. А овие дриблаат веќе гол шанса, ти трчаш потапе. Ја немаше никако, значи таа динамика на следење на надпреварот никогаш не сакаа да ја пренесат атмосферата. Единствено велам во Формула 1 и на приватните телевизии тоа успеавте ти и Миленко да дадете и личен белег и да дадете динамика, постојано да се коментира, но да има што да се каже, не да се тресе празна слама. И едноставно, а мене ми беше целта мајтап, како да имам друштво у дневна соба и да тераме мајтап. Имаше многу чудни ситуации во таа бивша МТВ, како да ти кажам, значи, јас, не ми е срам да признам дека не сум новинар. Јас велам, студирав економија, кога ми се даде шанса да почнем како хонорарец, почнав. И случајно, играм случаја, влегов во спортска редакција, иначе почнав во неделно попладне. А има факултет за спортска... Не. За спортски новинар? Не, мислам дека нема. Постдипломски нешто има? Па нема нормално дека те... Не, во ред, ама сакам да кажам... Па како се настанува? Се настанува низ искуство. Се ценеа тие некои можеби што завршиле ДИФ или што биле поранешни спортисти. Извини. Има да речем одредени можеби плусеви однапред. Ти сега доаѓаш, нели, па до бранец, од никаде ништо и сега сакаш да бидеш спортски новинар. Меѓутоа Што не им рече, јас сум видиме по конфигурација сум фрлач на ѓуле. Кај да е, можам да... Тука ќе фатиме и ја и ти некоја. Копје ѓуле. Види, у десетобој некој ќе влеземе у некоја дисциплина на десетобој. Антички некој. Да, антички. Арување. Пеливански да идеме ја и ти преноси да правиме на Пеливанскиве средби у Сарај. Скапо е масло. Скапо е масло. Не, само да ги коментираме. Тоа може. Треба да се проба, само не знам дали ќе го погодиме акцентот. Види, ти спортскиот дел и стручниот, ја мачкањето со зејтин. Тоа традиционално ќе го покривам. Уред, сакав да кажам, имаше многу чудни работи. Јас и кога влегов во спортска редакција, се обидов да се профилирам само за или генерално да бидам само за користен за автомобилскиот спорт, мотоциклисти исто така. Меѓутоа, например, се случуваше така, со наредба, не денеска ти ќе одиш на Балкан Шкендија, што ќе играат, друг мора да учи да коментира формула, нели мора формула да има тројца коментатори, ама не тројца коментатори да коментираат заедно, него на секоја трета трка. Како да ти кажам, и сега ти како коментатор немаш континуитет. Не можеш да напредуваш, колегите исто така работат тоа што не го сакат. Мене ми се дава да коментирам фудбал. Ја и фудбал, магаре и музика. Што да кажам, значи имаше некои такви потези што навистина ти си влегол со душа, со срце да работиш нешто октанско, не оди ти Шкендија. Тоа е. Ало, Табаковски, како е? Како е теренот? Калдо гуша! Такви беа времењата. Да. И кој ќе ги видам сериозни муавети за македонски спорт за ова зона, кој ќе почнат кутриве спортисти, ја сета должна почет. Ама, знаеш, се појасно ми е, кај нас многу работи така. Например, и театар со театарската критика, спортистите со спортските новинари, музика со музичките критичари. Тоа се два различни света, магаре и музика. Од една страна ги имаш спортистите и од друга страна имаш такви делеи кои и сега и ден денеска важи она нашиве фанови, значи die hard фанови на Формула 1, кои ги има и илјадници, не сакаат ништо освен ХТВ пренос. Искрено да кажам. И ден денеска ги сметаат дека се тоа најобразованите, најинформираните,
што ја не би се согласил. Јас сакам да слушам мој човек на македонски. Сметам дека англискиот коментатор е дефинитивно највисокости врв. Да, и никој не може да го стигне. Ама очигледно и пат доста од фановите не знаат англиски, но знаат нешто чат, пат, српско, хрватски и така натаму и така натаму. Англиските коментатори се во една многу, како да кажам, префинета позиција, предност имаат на домашен терен. Значи, Све име нив домашен терен. од 11... И Дубај име домашен терен. 7 од 11 екипи во Формула 1 се лоцирани во Англија. Ако во меѓувреме не стана и повеќе. Значи, Мерцедес има база во Англија, Рено има база во Англија, значи тоа што моторот го прават можеби на некое друго место не е показател дека Не знаев ова податок, да. Енстон е базата на Рено во Англија. Бриксворт беше местото каде што се подготвува моторот на Мерцедес, поранешен Илмор Инжинеринг, кој што Мерцедес го купи и го прекрсти во High Performance Engines. А базата на екипата, што порано беше Honda и Браун, денеска Мерцедес, е во Брекли, ако не се лажем, градот. Red Bull е во овој саботарскиот Табак, на колку трки си бил до се? Си имаш безброј интервју. 50 трки си бил. Браво. И на сите тие трки си земал по некој интервју, си се сретнал со сите овие најголеми фаци. Кажи ми некои интересни моменти, не знам, Шумахер, Кими, ја овие постариве, помладиве, не знам. Со Шумахер ја имав среќа да направам 3 пати интервју, иако да речам последниот пат муабетот со неговиот пресофицер беше аман заман сега направи 3 прашања, сликај се колку да те има и другите прати ми ги на мејл. А претходните 2 ги правевме стоечки на нога, значи во нивниот моторхом каде што одиш нели кај пресофицерот се најавуваш, он ќе те процени си за one to one или си за у некој групен интервју да те вклучи. Значи госпогицата Сабине Кемот како ги превзема комуникациите на Шумахер во 99-2000 година, беше импонирана од фактот дека во Македонија постои некој што работи сајт за Формула 1. Мислам, тоа би му дошло као сега некој у Англија да има сајт за ФК Вардар, така? Значи, да го работиш тој спорт од толкова љубов на таква оддалеченост и такви некои работи. Така што имав среќа 2 пати тет-а-тет да правам интервју со Шумахер. Со сите останати, значи, или сум имал поединечни или групни интервјуа. И некои детали вака, например, Шуми е многу дисциплинирано човече и многу као да е германец, а? Да, и многу податливо, значи ја слуша исклучува пресофицерката што ќе му каже и така се однесува. Ако она му кажете молам со овој новинар имаш 10 минути, он тоа што она ќе му го каже го спроведува. Значи и неговите одговори се содржајни, никогаш не се беззначајни, не се некои значи човек кој што максимално одлично ја познава и можам да кажам наранил многу фамилии новинарски од светот на Формула 1. Од другите А имаше интересна работа, едно ми кажуваше за него дека се појави на после трка на прес, прво прашање имало неколку десетици, кога ќе се пензионираш. Точно. Значи имаше англичани кои што притисок му вршеа. Постојано тоа го правеа, постојано. Значи не можам да ти репродуцирам точно, меѓутоа секогаш постојаат такви провокации. Извинете, кога ќе се пензионирате? Значи тоа беше навистина да ти пукне... Да. Ова резервоарот за гориво. Отприлика. Пневматикот да ти пукне. Да. Например, Кими Рајконен беше тотално незаинтересиран да дава интервјуа. Едно од моите последни преспатувања со тутунските спонзори беше во Малезија 2005 и тогаш за Мекларен возеа Кими и Монтоја. И нормално, нели, како што спомнав, влегуваш во Мекларен, сите вратите се отворени. И пресофицерот вика, нема проблем, ти седни тука на масичка, написа нешто, јас ќе ти го донесам Кими. И се изгуби човеков, го нема пола сат. Се враќа, извини, вика, Кими вика на состанок со инженерите и вака ми прави. А викам, шо ти значи тоа? Спие. Вика, ја му викам, дојди имаш интервју, Китка му вене. си се заврти и се продолжи да спие.
И што вика? Монтоја напротив доаѓа нешто, значи си зима Монтоја беше колумбиецот што напушти формула и отиде во Мексико на оние трки што му пукна филм од формулата. Баш у време кога и мене веќе ми се огади. 2006-та, така некако. Да, кога престана веќе да ја следам. Да. Монтоја фантастично. Монтоја дојде се прошете, му викаат бима еден новинар сака интервју со тебе, ајде каде, нема проблем, веднаш седна и си го одработи максимално, да. Значи со него имав ја и претходно во Барселона 2005, мислам дека ти имам покажувано клипчиње кога ме возеше со Мерцедес околу стазата Барселона. Си го заборавил тоа? Не, или сум го заборавил или не го памтам, си извинувам. Го имам некаде на некој компјутер и некоја архива тоа. Имаш ли сликите кај се сликавме кога јас се обидувам да влезам во болидот на Мекларен. На Мекларен овде како ги донеса. На некој филм е тоа, а филмови слабо стојам у архива. Може би го имам скенирано некаде на некој компјутер бидејќи Да. Мислам дека тоа после излезе во весник, таа слика во F1 Алманах, ама F1 Алманахот до кога излегуваше? До 2009, крајот на 2009. Так. Пукна кризата, сите се повлекоа како спонзори. Но кога пукна кризата, се случи и голем пад во Формула 1. Зошто денеска, дали е тоа мое внатрешно чувство, ја признавам дека негде 2006-та Монтоја беше последниот јунак кој вака ме пленеше, мислев дека е нова надеж, но веќе трките станува се поздодевни, немаше претекнувања, се тоа беше, све се решаваше во пит-стопот и така и едноставно се поздодевни беа трките. Нема претекнувања, ако некој се чушне, па после драми, па и здодевно. Што по тебе дали е тоа моје чувство или едноставно падот е општ на формула на светско ниво? Таа криза доведе до чудни ситуации, нели, да можат возачи со подлабок джеб да си купат буквално место во некој од тимовите за формула. На некој тоа им се позлати, како во случајот на Перез, бидејќи зад него застана Карлос Слим, човекот кој што е најбогат во светот според некој си мерила на Forbes, со најголем имот го престигнали Бил Гейтс пред некоја година. И тој со мексиканскиот Телеком застана зад него во заобер, го испромовира денеска Перез вози во Макларен. Другите ги нема никаде. Значи, тоа е таа опозиција што би требало да биде на оваа позиција, односно на оние докажани шампиони. Јас лично би сакал, нели, Латас најави дека ќе се кандидира пред 2 години за председател на СДС, би сакал да го видам тоа. За да видам не поднел уште кандидатура, ќе го прашам. Јас искрено би сакал тоа да го видам, затоа што тоа би било интересно. Тоа би било Монтоја. Тоа би било Монтоја потек. Значи, Монтоја го вика Шумахеро брейкер, од прилика. Он се појави во Формула 1 и против еден шампион кој што во тој момент имаше 3-4 титули, се однесуваше без респект. Значи, рече, овој човек не го заслужува мојот респект за тоа, заради неспортското возење, однесување на патеката и он настапуваше буквално така. А го види Шумахер, го множи со 0. Значи, тоа е Латас, тоа е багер. Значи, би сакал навистина да... Затоа и ја го сакав Монтоја многу. Беше откаче прави. А кажи ми, тогаш почна во нагорна линија на возачот на Рено Малиов Алонсо. И имаше одлична нагорна линија. Што се случи со него? Зошто не успеа да се наметне и да доминира? Во последно време многу работи во Формула 1 се вртат околу гумите, па потоа се враќа еден муавет дали кога екипите трошат по $100 милиони годишно, вреди некој производ кој што кошта $1000 парче да биде таков диференцијатор на перформанси. Во 2006 беше Мишелин се уште во Формула 1 и Рено и Мишелин има условно кажано брак неофицијален кој што функционираше најдобро. Па и денеска купи Рено без Мишелин не иде. Иако да речем, нели, и другите екипи користеа Мишелин, меѓутоа Рено искористи максимум и Алонсо стана 2 пати шампион благодарение на тие гуми на Мишелин. Мишелин се повлече и Алонсо го снема во ред. Он имаше трансфер во Мекларен 2007, па тамо
се случи она големото ривалство меѓу него и Хамилтон, па ја спукаа работата, избија една афера со шпионажи, па се врати во Рено, изгуби 2 години во место тапкаше, па дојде во Ферари сега и континуирано е во врвот. Ево последнава победа што Алонсо ја оствари минатата недела. Не знам, табак, молим те. Еве ќе ти кажам податок. Алонсо победи прошлава недела во Барселона. Која поред трка е од овогодинашното првенство? Пета. Значи, само што започна, така? Да, пред месец и пол. И како, а кој беше лански шампион? 3 години поред е Фетел со Red Bull. Фетел со Red Bull. Значи Red Bull е најголемото изненадување. Тоа е оној мозокот Адриан Њуи, инженерот кој што го правеше болидот на Вилијамс, кога Вилијамс ги земаше титулите со Менсел, болидот во кој што загина Ајртон Сена, па потоа се префрли во Мекларен, па ги направи Мекларен шампиони со Мика Хакинен. Не е некој млад човек. Па денеска веќе не е млад. Пред 20 години, значи 91-ва зема Менсел титула со негово возило. Значи тој е генијалец. Тој гение. Адриан Њуи, кој што денеска е во Red Bull и важи за мастермајнд на формула. Значи денеска тој е оној што најдобро ја владее таа црна магија на моторите, оптимизирање на целиот пакет. Значи, затоа што Формула 1 пакет од 4 дела, тоа се гуми, мотор, болид, аеродинамика и возач. Значи, можеби кај возачот не може да влие, ама во другите 3/4 го прави филмот, најдобро може да го приспособи болидот, бидејќи луѓето веруваат дека тоа е еден ист болид кој што се сели од стаза на стаза. Меѓутоа, тоа не е комплетната вистина. Комплетната вистина е дека има едно тело, тој болид, а 1 милион други ситници се штелуваат. Од тоа, не знам колку да биде балансот на предна оска, на задна оска, додуше има лимити. Трка, за секоја време. Како да се пумпаат гумите напред, назад, аеродинамиката да се наштелува. Има, например, ситуации каде што на брза патека... Игрите, што покажува до приеска што вртеше на компјутерот, тоа се снимки од видеоигри и самите игри се толку сложени, иако се далеку поедноставени од она вистинското, можам да замислам колку милион ситници мораат да се подесат, но и потрошни делови. Вика една ламела, тоа вика трае само една трка, крај тоа нова ламела. Сега гумите 4 сета гуми летаат за една трка. Па викаат малку превише претеравме, извинете, ај сега ќе ги појачаме гумите. Го забранија долевањето на гориво, па им фалеше аспект на шоу малку. Па ајде го насмалија животниот век на гумите. Дека малце се изгубија Претера. Сега до година го враќаат турбото. Како, зар немаше турбото сега? Не, 88 го забранија. Турбото? Да, од 89-та навака возеа со атмосферски мотори, од идната година повторно почнуваат со турбомотори. И што ќе значи тоа? Многу постартни, многу... Тоа ќе значи нов имидж пред се за Формула 1. Значи, што ќе значи у перформанси? Пред да ми кажеш за имиджот. Нема да биде забележливо со голо око. Значи, ако бидат болидите побавни 2-3 секунди за круг од тоа што се денеска, тоа за 2 години ќе се нивелира. Мислам, како ти кажам, ако ние ги споредуваме стално најбрзите, ако најбрзиот денеска вози еден круг за минута и 24, а најбавниот вози за минута и 28, ние не го земеме за репер овој 8 минути и 28, а де факто до година сите ќе возат минута 28. Значи, нема да биде забележливо со голо око. Меѓутоа, формула е тоа. Имаше лани парадокс. Значи, на брзи патеки како што се Спа и Монца, убедливо најбавни беа болидите на Red Bull на правците во просечна брзина и во топ спид, а победуваа во трка. Значи не е само во брзината. Одамна не е веќе само во брзината и во моторот. И тоа е она што на овие големи фирми, особено автомобилски, не им се допаѓа. Доаѓа некој Pirelli или доаѓа некој Bridgestone, диктира услови на игра и кој ќе направи најдобра хемија меѓу болидот и гумите, всушност ја добива трката. А ограничија со гумите, поредно немаше ограничување колку сакаш сетови и така натаму, а сега ограничија. Сега имаат некои 8 сета по и тоа само од еден производител. Да, сега еден производител ги снабдува сите тимови. Значи, и тоа е малце нонсенс надвор од умот. Кога беше војна исто така не им одговараше. Како? Кога беше војна на производителите на гуми. Добро.
Демек Мишелин прави подобри гуми за жешки патеки, Да. Бриджстон за ладни. И тука се јаде. И сега тој што вози Бриджстон ќе дојде на лет на некоја патека каде што асфалтот е 50, џабе вози. Значи, и си вика, добро, зошто да учествувам оваа трка, ако знам дека ќе бидам 10-ти. Така, едноставно, имаше некои неприродни ситуации. Сега овие од Мишелин ќе ги земат првите 8 места и ти едино што можеш најдобар да бидеш 9-ти. Зошто? Зашто ти се погодила температурата на стазата. Значи, го забранија тоа да нема двајца производители, ајде ќе биде со еден, сега и еден не им чини, добро, можеме да ги разбереме. Возачите се таму за да возат најбрзо што може, а сега добиваат пораки по трансмисија, вози побавно, чувај ги гумите. Да, мора, за да може да ја заврши трката. Тоа, меѓутоа, ете, Формула 1 се обидува да го продаде тој нов имидж, дека е нели environment friendly, нешто дека се грижи веќе за ресурси, да не троши нешто многу. Што да очекуваме следно? Електрични Веќе има керс, копче електромотор го уведоа некаде 2009-та. Значи само да стават звучници да брчи. Хибрид, да. Тоа му фали. Хибрид. Каква е посетеноста? Еве почна последнава сезона, велиш 5 трки. Како е посетеноста последниве години? Дали е таа исто на високо ниво? Европските трки ги има се помалку и затоа да речем тие се се уште добро посетени. А тоа е така. А како е новие другиве каде што почнаа тие се борат за европски туристи. Значи се развиваат нови пазари, условно кажано, за Формула 1, особено во Азија, каде што веќе има многу трки. Ако до не знам каде, Бахрейн, до 2005 ако имало една или две трки во Азија, сега има 7-8. 7-8. Па е да ги наброиме: Кина, Сингапур, Абу Даби, Бахрейн, Австралија, нели спаѓа од таа дел, од тој дел на светот, Јапонија, Малезија, значи до тука се 8. Ако некој испушти Кореја. И таму посетеноста, гледаноста исто е доста голема. Тие се борат, пак велам, за европски туристи. Значи, тие немаат автохтона публика своја, можеби имаат, меѓутоа не се толку големи, не се толку едуцирани. Врати се новие 5 трки, почна да збориш повторно за доминацијата на Алонсо. Да, оваа година е интересно. 2 победи Фетел, 2 победи Алонсо, 1 Кими. Значи се издиференцира овие тројца како најголеми кандидати за титулата. Иначе оваа година имаме 5 светски шампиони на патеката кои што возат. Лани имаше 6, меѓутоа Шумахер по втор пат се пензионираше. Се врати во Мерцедес, не знам сега ти може него следеше или знам дека он се пензионираше еднаш па го вратија. Како Џордан. 2006 се повлече, а 2010 се врати. Се врати. Да, имаше 3 сезони пауза. Добро. 2007 беше Кими шампион, 2008 Хамилтон, 2009 Батон. Знам се врати, но доволно да разберам дека не постигна некои завидни резултати, освен што ете, на трка го има Шумахер. Се покажа дека не е толку да возач колку што веруваа луѓето. Ти преска на пример рече дека многу луѓе се палеа на ХТВ како коментатори. Добро. Што јас можам да направам споредба, бидејќи ги слушав и ХТВ, слушав и англичани како коментираат. Брандл, например, поранешен возач заедно со Мари Вокер, легендата на британското коментирање на формула, кој што преку 4 децении го работеше само тоа. Значи, неспоредливо е поинаку кога слушаш на друг јазик и кога слушаш некој што е на лице место. Значи, јас сум бил дете, можеби памтам некоја трка кога Миленко бил на некоја трка коментатор и ќе се јави од Шпанија. Херес, вака, онака, тука, корнат ногти, прават, пустат едно друго. Ќе дојде во студио Скопје. Сосема друга динамика. Друга, сега како да кажем, нели, разговетно, вако умисирен, смирен, нема адреналин. Да слушам ти и Миленко заедно да истуркате една оваква. Били се нафатот некојаш? Кога 2007 ми беше соопштено дека нема да го обновам договорот со Канал 5 за коментирање на Формула, тогаш
Тоа никој од Канал 5 не се јави да ми го соопшти, туку колегата Срджан што коментиравме заедно. Јас им кажав уште тогаш, ако се заинтересирани за со Миленко заедно да коментираме, јас нема да направам никаков проблем. Значи, јас не се плашам од конкуренција, нити па дека некој нешто може да... Ја мислам дека би било многу интересно. Сега, тоа е проценка на медиумот. Миленко беше тој што излезе и кажа дека не е негов стил да коментираат двајца. И тоа е така. Во секој случај се менуваат и времењата, се менуваат и луѓето. Мене ми е жал што ни ти, ни тој не сте повеќе зад микрофоните за коментирање на Формула 1, бидејќи и по шармот кој го имате двајцата и по техничкото познавање, навистина тоа би било изворедно интересно. Што правиш ти денеска? Многу работи, меѓутоа најинтересна е сајтот derby.mk. Значи, тоа е нов спортски портал во македонскиот медиумски простор и верувам дека ќе најдеме начин како да пораснеме. Зошто го велам тоа? Досега имавме f1almanach.mk и тоа беше сајт кој што работеше исклучиво специализирана проблематика за Формула 1. Нема посебно за Формула 1, имаш мотоспорт. Да, мотоспорт и в првата категорија Формула 1. Формула 1. Да. Ги имаш, значи, застапено сите спортови, вака во моментов малце ни заглави, нели? Заради големата посетеност, добро? Не верувам дека е толку голема посетеноста, меѓутоа имаат одбранбени механизми самите сервери каде што хостираме, а има 100 луѓе повеќе закачено, мора 101-иот да почека, еден да се исклучи за да не го оборат сајтот. Значи, тоа им е нивна интерна политика. Значи, што ти е прво, Пирели ќе ги смени пневматиците во Канада. Да. Ја користам Пирели. Карамба, Алонсо е веднаш за Сена. Малиот Сена, наследник. Ке може ли тој да го наследи Сена? Бруно Сена, мислиш на неговиот внукот, сестра, тој веќе годинава не е веќе во формула, возеше 2-3 години, ама годинава не успеа да добие ангажман. Извини, сакав те прекинам, значи твојов портал нема спорт без дерби, derby.mk, ги содржи сите овие позначајни, етаблирани фудбали и тоа прилично добро. Гледаме, на пример, фудбал имаш посебно репрезентација Македонија, Шпанија, Англија, Италија и така натаму, свет, Лига на шампиони, Лига на Европа. Особено сега ќе биде интересно во среда. Има многу спортски настани кои што го заслужуваат вниманието, нели, на публиката. Значи, во тека светско првенство хокеј, во тека легендарната велосипедска трка низ Италија, има многу фудбалски настани. Джиро ди Италија? Да, сега се води баш средина, некаде 10-та етапа од 21. После тоа треба да следува Тур де Франс. Тур де Франс е така на лето во јули. Така што има многу. Сега, тоа е тоа што почнав да кажам. F1 Almanach имаше успех, беше меѓу првите, меѓу пионерите кога се појави 2000-те. Апсолутно. И беше лесно можеби да бидеш во првите 100 сајта во Македонија кога имало 1000. Значи ти си бил во некој врвни... Денеска има многу сајтови и тешко е да се пробиеш, нели? Ти денеска можеби во 10.000 сајта, ако си во првите 500, ти си во топ 5. Да. Можеби си релативно гледано подобар од тоа што било, ама апсолутно 500 сајтови пазарот не може да издржи, да се финансираат 500 медиуми, да црпат од нашата економија, нели, реклами за да се самофинансираат. Ти си голем познавач на спортот, љубител на спортот, тоа е твоето занимање и ти своето реноме, своето знаење и искуство го вложи во овој сайт. И мене ми е сега репер, знаеш, бидејќи може да има уште стотици други зад кои стои не знам кој, не знам што, вака знам дека информациите од кај тебе, знам со која релевантност можам да ги добијам. Не ми е важно дали ќе ги добијам најбрзо, туку да ги добијам оние објаснувања, нели, бидејќи ја го имам тој проблем, на пример, ја читаш веста, но потребно е понекогаш и тумачење што значи таа вест, нели? И затоа сметам дека, на пример, ти можеш доста да придонесеш за појасна слика да ми дадеш. Еве, на пример, Ваши јавува се прашува зошто и Азар кој ќе иде, дали ќе иде за финале во помеѓу Бенфика и
Бенфика и ова. Очекувам уште некоја анализа, плюс ме интересира за околу најновиве трансфери да ги видиме. Ке има големи поместувања, да, Ферги се повлече, Манчини се повлече, кој ќе дојде на место на Манчини? Дури на Мориньо си оди нели од Мориньо си оди и вика ја има еден клуб кој сум спешал во Англија. Гвардиола веќе потпиша за Бајерн. А кого ќе ставиш у Манчестер Сити? Синиша Михајловиќ. Не знам, видиме. Нивно е да си кршат глава, сега ние да им мислиме. Не, зашо? Тоа е интересно сеиро да го фаќаме сега. Тоа е, ама, што имаше во еден од оние клиповите на Маријан Георгиевски, нели, оној стендап комичар, Добре. кога се расправат фудбалски фанови, ние дававме 30 милиони за овој, ние 50, Синхирот, на баба му парите... Као да ние сме ги дале тие пари. Абе, 50 милиони дадовме за него, тој шо... Луѓето се поистоветуваат со клубовите и со шампионите и ако ги рчнеш како да си мрчнал у фамилија. Знаеш што? Отвори последната вест во таблоид, мислам дека е за навивачите на Манчестер Сити. Вели дека, ајде, окей, тоа некој правил статистика. Граѓаните најактивни во креветот. Најмногу мислеле на одредени работи. Меѓутоа, на крајот на вест има еден интересен податок за девојките. Вика, 32% од навивачите во оваа анкета, анкетирани од сите мажи, изјавиле дека некогаш раскинале со девојката поради својот фудбалски клуб. 1/3, 1 од 3 мажи раскинува со девојка заради... Време, морам да ти кажам на брзина. Значи, Барселона кога освои Лига на шампиони? Лани? Не, лани беше Челси. Челси. Преклани. Значи, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември, јануари месец, јануари, значи 9-тиот месец од тогаш, во Барселона немало слободно место на гинеколошките клиники од беби бум. Значи, дента, кога победила Барселона, во Барселона имало масовен секс. И тоа не само секс, праење деца. И толку родени деца кои се викале после Меси, ваму, да, еуфорија. И тоа е дефинитивно. А гледам, Пандев си го фатил, ова па интересно, Пандев у диско. Да. Какви се тие тетките околу него, машала, браво. Ел Гранде Пандев. Ги виде старките негови. Да, имаше... И тоа е прилично добро. Да, имаше и на Балотели некои копачки, неодамна мислам дека ти си по Милан би требало повеќе да знаеш. Имаше некоја вести за неговите копачки. А за Пандев се многу ми израдува тоа што го видов. Уште една вест ќе ти посочам во бидејќи ме праша за Лига на шампиони за финалето. Јас типувам на Борусија, а ќе ти кажам зошто исто така го објавивме и тоа на сајтот. Во ред, некогаш се повикуваш на цврсти докази, а некогаш ги гледаш и оние што гледа, таму е баш во таблоид секцијата кај што беа вестите за Пандев, само малце подолу веројатно. Има зошто Борусија ќе стане европски шампион. Од 2009 навака има некоја чудна низа на околности во смисла на тоа каде се играла претходната година финалето на Лига шампиони, следната година од таа земја доаѓа дрнјари првакот. 4 години поред. И сега пази, значи се игра во Рим, станува следната година Интер. Се игра на Вембли, станува не знам Манчестер. Се игра во Шпанија, станува следната година Барселона. Лани се играше во Германија. Година во финале две германски екипи. Али гледај, значи нешто има. Слушај, поштено ги разбуца и ги, ко што викаат србите, ко беба звечку, ко свиња масно поњаву и Барселона и Реал, германскиве тимови. Поштено се. Али два германски тима у финале на Лига на шампиони. Не можам, бе, брате, не можам за германци да навивам, бе. Не можам за окупаторот, не можам. Јас сум од фамилија партизани, не можам. Не можам за Оската. Ќе ми биде додам. Поинтересно ќе ми биде Бенфика Челси. Искрено да ти кажам. Добро, ќе има секако емоции и во двете, затоа што сепак ајде нема да играат на германски терен, ќе биде тоа one-off. Меѓутоа, ајде, да видиме. Јас само морам да пофалам дека хостингот издржа, не падна, што ме критикуваше, така да благодарност до неотел и до нивните професионалци кои што го одржуваат.
Тавак ти благодарам за гостувањето, за подсетувањето, за малце да афирмираме повторно околу некои работи и да видам мене дали ќе ми се разбудат соковите околу Формула 1. Ти посакувам успех, ние мора да одиме со првиот блок на реклами. Ајде.